Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за месото, дали е здрава или нездрава храна. И во оваа емисија на Здравје во понеделниците, кога зборуваме за здрава храна и здрав начин на живот, со мене во студиото е мојот колега доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добро утро и ви благодарам што и овој ден сте повторно со Здравје за драгоцени совети до нашите слушатели околу здравата храна. Добро утро, ви благодарам на поканата. Најавив дека ќе зборуваме за месото. Се поголем број научни студии јасно укажуваат дека редовната консумација на месо и месни производи го зголемува ризикот од многу болести. Пред се станува збор за кардиоваскуларни заболувања, диабетес, рак, а денес ќе зборуваме и конкретно за научни студии, по која основа и како се докажани всушност овие заболувања, дали навистина имаат поврзаност со месото, односно со исхраната. Да почнеме од кардиоваскуларните заболувања, кои се и најчеста причина за смртност не само во светот, туку и во Македонија, по-конкретно за срцев и мозочен удар. Дали месото има врска со срцев и мозочен удар? Најкраткиот и најнедвосмислен одговор е да. Значи, науката веќе дефинитивно докажува дека месото и консумацијата на месо е поврзана со кардиоваскуларните заболувања, со диабет и со рак. За сите овие три големи групи на болести, цврсто е докажано дека месото го зголемува ризикот од појава на истите. Тука сега постојат два вида на студии за кои што и ние денеска ќе зборуваме. Едниот вид на студии станува збор за така наречени епидемиолошки студии, кога се следени голем број на пациенти, голем број на испитаници во долг временски рок, 10, 20, 30 години. Тоа се нарекуваат епидемиолошки студии и се проверува тие луѓе од што заболеле и на одреден интервал се мери и се проверува што јадат. И така се прави врската помеѓу тоа дали тоа што го јадат на некој начин е поврзано со тоа. Значи, тоа се епидемиолошките студии. И ние најмногу досега имаме податоци од нив. Има и втор тип на студии, кога се бара механизмот, кога се гледа кои материи точно, кои што ги има во месото, во лабораториски услови, што им прават на клетките во нашето тело. И тоа се веќе друг начин на студии кои што го докажуваат механизмот. Но еве да започнеме од епидемиолошките кои што се поголеми, поопшти. И сега, иако како што спомнавте, станува збор за голем број студии, меѓутоа јас ги одбирам тие кои што се најпознати, најрелевантни, најизвикани, што би се рекло, универзитети и научни центри. Да нема дилеми. Значи, да не биде прашање, слушнав за една студија, во таа една студија имаше таков и таков заклучок. Затоа што често може на интернет да се случат научни студии, вакви студии, но без конкретно име и без конкретни факти и податоци. За жал и во науката има непрофесионализам, но овие две студии за кои што зборуваме, еве сега, две огромни студии спремени на Харвард. Значи не може да станува збор за лоши подготовки, за подкуп или за на било кој начин извит оперување на вистината. Ова главните две студии вклучуваат вкупно 120.000 луѓе, кои што се започнати да се следат некаде од 80-тите години. Еве нели што спомнавме епидемиолошка студија. Так, подолго трајат. Да. И во 2012 година е даден еден заклучок, бидејќи веќе еден добар период од 30 на години биле следени тие луѓе, тие 120 луѓе, конкретно најдено е дека тие 120.000 луѓе 24.000 починале во тој период додека биле следени, од кои што 6.000 од срцеви заболувања и 9.000 од
рак, од некој вид на малигно заболување. При тоа заклучокот е јасен и прецизен дека консумирањето на месо е поврзано со зголемен ризик за прво кардиоваскуларни болести, второ за зголемување на смртноста од рак и трето зголемување на општата смртност. Так. Односно мереле колку повеќе луѓето консумираат месо во овие огромни групи на луѓе кои што биле следени во Америка, колку повеќе консумираат месо, толку е поголема веројатноста да починат од кардиоваскуларна болест, од рак или од некој било кој друг причинител. Што значи дека заклучокот е дека консумирањето на месо сериозно го нарушува здравјето на нашето човековото здравје. Да. Е така. И сега тука видите има нели научен и има лаички пристап на сите работи. Лаичкиот пристап ќе каже дека ама еве сега ние знаеме колку луѓе консумираат месо, па не име ништо. Нели тоа е така таа површна перцепција. Меѓутоа само одбрана. Треба да сме свесни што се вклучува во нашиот ум, во нашиот мозок, за да не одбрани од тоа што можеби и не сакаме да го прифатиме. Така, но науката зборува друго. Дека и овие истражувања и студии се долгорочни, значи на подолг временски период. Така. Ако јадеме месо дека утре ќе ни се случи мозочен удар или срцев удар, туку тоа постепено доаѓа до таму. Се рефлектира на и го провоцира ова заболување. Токму така. И сега знаете кај нас има нели една поговорка која се вели дека некој човек здрав прав и умрел. Так. Здрав прав човек умира од несреќа, од сообраќајна несреќа, од нешто да му се случи. Ако телото страдало долг период, односно ако тој човек долго време јадел нездрава храна и срцевите крвни садови му биле запушени со масноти. Так. Тогаш нормално е да се случи нешто кое што навидум надворешно ќе изгледа дека е се во ред. Так. Впрочем, еве овој податок да го кажам кој што често го спомнуваме. 40% од луѓето кои што имаат проблем со срцето, кај 40% од нив, првиот знак дека се болни е смрт. Значи, нема најава, нема подготвување. Тоа се развивало и затоа треба да се пази, и затоа превенцијата, нели велиме дека е суштина во медицината. Ова е за делот кој што и значи тука мереле понатаму, нашле дека научниците од Харвард нашле дека не е само до месото ќе кажеме нели дека е протеин, но не е само протеин. Проблемот е со пакетот. Што се друго доаѓа кога консумираме месо покрај протеинот. Так. Да, протеините се во ред, ги има, тоа е факт, но има и заситени масти. Има и премногу сол, има и премногу нитрити, има и премногу железо. И сега сето тоа веќе ќе зборуваме во вториот дел, да речеме, и за конкретните студии кои што го објаснуваат механизмот, сето тоа е најдено како го уништува нашиот организам на долг рок. И единствениот заклучок кој што произлегува од овие студии, конкретно кога зборуваме за кардиоваскуларните заболувања, е колку што е можно повеќе луѓето да преминат кон храна базирана на растенија, растителна исхрана. А кај пациенти кои што веќе има диагностицирано дали за запушување на некој од садовите на срцето, дали веќе има еден бајпас, дали имале стент или било каков ангина пекторис или висок притисок, тогаш тие луѓе дефинитивно треба без размислување, мојот совет е и науката што кажува, без размислување да почнат да престанат да консумираат месо. Така, ги слушнавме советите за која категорија на граѓани конкретно се однесуваат околу месото, поврзаноста со кардиоваскуларните заболувања, но во овој контекст што препорачуваат релевантните институции во западните земји, значи за да се превенира и да се намалат последиците од кардиоваскуларни заболувања поврзани со месото? Од година во година, од извештај до извештај, од препорака до препорака, значи како минуваат годините, количеството на месо кое што го препорачуваат или го сметаат за да биде дозволена граница, постојано паѓа. Так. Би го зел примерот конкретно на Америка, која што годинава ги издаде USDA, односно тоа се познатите препораки за исхрана, како годинава стасаа веќе до многу построг речник, каде што велат дека да се сведе на минимум консумацијата на месо. Тоа е во Америка. Во Британија таму се поконкретни, да речеме, и сега се стасани до тоа дека не треба човек
дневно да преминува од 70 грами месо. Тоа може ли да замислите колку мала? 70 грама максимум, доколку не сака да се наштети на здравието. Но човек треба да биде свесен дека ова е тренд, дека пред 3 години беше 90 грама. И дека сега како проаѓа времето, ние се повеќе и повеќе ги намалуваме. Так. И човек треба малку да вклучи мозок и да му стане јасно дека ова е штетна работа и дека колку повеќе ја консумира, толку повеќе му штети на здравието. Сега сега тука ако ме прашате на пример дали и 70 грама се безбедна доза. Так. Не можам да измислувам, ниту пак да давам лажно чувство на сигурност кај пациентите и кај нашите слушатели, но јас можам да го кажам мојот пример. Бидејќи ги читам овие студии, секојдневно живеам со тоа, значи како излегуваат нови студии, следам. Го практикувате. Да, и јас себе 7 години не консумирам месо. И мојата сопруга, и моето дете, и моите најблиски постојано им зборувам. Не би било честно од моја страна, доколку на најблиските им кажувам да не јадат месо и да престанат, да излезам сега пред јавноста и да почнам да релативизирам, па да викам умерени количини, малку е добро ова. Не, тоа не е во ред, бидејќи јас не го правам исто. Так. И јас одам на потполно исклучување. Знаете, во медицината во последен период, не само во Македонија, општо во светот, има два проблеми кои што ја поткупуваат во суштина медицината. Првиот е профит, и вториот е популизам. Значи, нашите луѓе секој сака да слушне нешто добро за своето здравје. И ако некој е навикнат на вкусот на месото, не сака да слушне дека сега месо баш не треба да јаде. И многу често тие луѓе може да ја проектираат негативната енергија кон тој што им го кажува тоа. Нели? Но јас не се плашам од тој ризик. Мислам, нечесно би било... Науката и доказите се многу посилни. Се многу јасни и не би било честно од моја страна да колку да им се допаѓам на слушателите, да викам, ама малку месо каснувајте. Факт е дека не знаеме дека може би еднаш месечно штети. Може би еднаш месечно воопшто не штети. Но додека не сум сигурен, не можам да ги советувам граѓаните. Така е конкретно нашите слушатели. Ќе направиме тука кратка пауза и ќе се осврнеме во вториот дел од емисијата со останатите заболувања поврзани со исхраната со месо. Кратка пауза за реклами. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Секој понеделник со мене во Здравје, во студиото на Радио Слободна Македонија е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Во денешното издание на емисијата Здравје со доктор Митов зборуваме за месото, дали е здрава и нездрава храна. По-конкретно во првиот дел од емисијата се осврнавме на поврзаноста на месото, односно месото како причина за кардиоваскуларни заболувања. Доктор Митов, кои други се заболувања се поврзуваат со месото, односно месото да е причина за појава на други конкретни заболувања? Од групата на кардиоваскуларните, ние го спомнавме нели само срцевиот удар, би било добро и да довршам. Всушност проблемот кој што настанува е таа сеопшта инфламација, сеопшто воспаление и замастување на сите крвни садови, не само на тие на срцето. Последица на замастувањето, на затварањето на артериите на срцето е срцевиот удар. Но истиот процес се случува и на други места во телото и консумацијата на месо придонесува кон тоа. Од тука, колку имаме покрути крвни садови, толку повеќе има веројатност да расте крвниот притисок и да има висок крвен притисок. Така да консумацијата на месо е поврзана и со покачување на притисок кај тие пациенти. Тоа е вториот елемент од групата кардиоваскуларни заболувања. Следно, расте веројатноста за мозочен удар. Така да не е само срцев удар, и мозочен удар, и зголемување на крвниот притисок, сите тие спаѓаат во таа голема група. Интересно е тука би рекле дека
можеби еве баш визави тоа што зборувавме колку луѓето се чувствуваат здрави, а сепак можно е внатрешно нели да се случува нешто. Так, да е убаво се осликува тоа со едно овошје од надвор. Да, може навидум да биде нели одлично и да изгледа добро, но внатре да не е така. Што викаат граѓаните. Така да има еден ран знак дали започнува сеопшта процес на атеросклероза. Тоа е кај мажите, тоа е процесот на еректилна дисфункција или импотенција, која што може да почне како прв знак кој што укажува на тоа дека страдаат крвните садови во цел организам. И тоа може да почне некаде во 40-тите години за помлади луѓе, и ако не го разберат знакот дека треба да сменат исхрана, тоа да прогредира кон мозочен удар или срцев удар и да заврши фатално. Так. Тоа е првата група за кардиоваскуларните заболувања. Дали и диабетот, односно шеќерната болест, има поврзаност, има научни студии дека можеби месото е причина за појава на ова заболување, а од друга страна луѓето, бидејќи станува збор за конкретно различни, се мисли дека шеќерната болест е всушност покачено ниво на шеќер на крвта, а месото е солено. Значи, која е поврзаноста малку им да објасниме на слушателите? Покачувањето на шеќерот во крвта е веќе последица. Тоа е веќе, иако од него настануваат проблеми, тоа самиот покачен шеќер во крвта си прави проблеми, но тој доаѓа како последица на таа резистентност кон инсулин, што ја нарекуваме, таа отпорност кон инсулин. Така да не навлегуваме во деталите на диабетот како болест. Меѓутоа, се појасен факт е дека и диабетот е поврзан со консумацијата на месо. Односно, конкретно преку студии изразено, тоа е мерено и нашле дека за секои дополнителни 50 грама месо консумација дневно, за секои дополнителни 50 грама, ризикот расте за 8%. Значи, за 8% расте ризикот со секој 50 грам. Па сега вие замислете со еден стек или со повеќе парчиња месо дневно. Од 250-300 грама. Значи, тоа, сваќате, тогаш стигнувате до некоја бројка за 50% зголемување на ризикот за развој на диабет кај тие пациенти. Така да врската е многу силна, и јас би препорачал не само општата популација што треба да внимава, туку и пациенти кои што веќе со сигурност имаат некаква кардиоваскуларна болест диагностицирана или диабет диагностициран. Со сигурност тие луѓе, барем особено тие групи на луѓе, веднаш да се откажат од консумација на месо. Да или барем што рековте вие, барем преку еден ден, не мора секој ден сега, да се почне за почеток. За жал, за почеток ние имаме толку лоша навика да, ручек не е без месо. Дури одиме до таму што почнува и наутро преку паштета или преку салама или преку било што друго сувоместното во доручек или во вечера и плюс за ручек месо. Така да, доколку некои од слушателите се во таа фаза кога толку многу консумираат, тогаш нека почнат од преку еден ден. Барем денеска и овој период од годината има на зеленчук во нема збор, Македонија е земја каде што во било која период од годината се достапни, и нејадењето месо го разбива тој мит што вели дека здравата храна била скапа храна. Па месото е најскапа храна. Так. Ако човек го намали или престане воопшто да го консумира, дефинитивно ќе останат пари за повеќе овошје, за повеќе зеленчук, за повеќе јаткасти плодови и така натаму. Доктор Митов, ова тема навистина е неисцрпна, бидејќи сме на самиот крај од денешното издание на Здравје за поврзаноста на месото, односно месото како причина за други заболувања, конкретно за ракот. Ќе одвоиме цела емисија, односно ќе зборуваме наредниот понеделник, бидејќи тука има доста голем број научни студии. Дефинитивно. Ви благодарам за овие совети кои ги споделивте до нашите слушатели на денешната тема поврзаноста на месото со кардиоваскуларните заболувања и диабетесот. Со вас се гледаме и слушаме наредниот понеделник во исто време. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка
Техничка реализација Никола Давчев. Денеска сме понеделник, 9 мај 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте во денешното издание на Здравје, здрава храна и здрав начин на живот. Од мене до слушање, имајте пријатен понеделнички ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.